Владата на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата подготвена од Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со Министерот за комуникации, транспарентност и отчетност, што се однесува на листа на акти и материјали кои што министерствата се обврзани да ги објават на своите веб страни. Станува збор на листа од 21 документ, кои што во наредните 15 дена министерствата ќе мора да ги објават на своите веб страни. Тие документи се стратешкиот план, буџетот, усвоените извештаи за реализацијата на буџетот, ревизорските извештаи, планот за јавните набавки, правилникот за внатрешната организација, органограмот за внатрешната организација, правилникот за систематизацијата на работните места, списокот на вработените во институцијата со позиција службен мејл и телефон, консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на соодветното министерство. Образци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено образци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, тарифници за надоместоци за издавање на реалните акти, листа на информации од јавен карактер, контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер, правилник за заштитено внатрешно пријавување, контакт од лице овластено за внатрешно заштитено пријавување, име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, неговата позиција во институцијата, службениот мејл и телефон, контакт телефон и мејл од Министерството за генерални прашања, листа на активни регистри кои што се под ингеренции на соодветното министерство, биографиите од министерот, заменикот министер и државниот секретар, како и најавата за месечни настани или на вид на онлайн календар. Анализите спроведени во 2016 година покажуваат дека во поглед на отвореноста на извршната власт во регионот Македонија се наоѓа на последното место, со исполнување на само 36% од индикаторите во истражувањата. Имајќи ја во предвид целта на владата за транспарентност и отчетност, во своето работење се наметна потребата веднаш да се превземат конкретни мерки за да се подобри оваа ситуација. Предложениот сет на документи кои што треба јавно да се објават се унифицирани и важат за сите министерства. Исклучок на ова се Министерствата за одбрана и внатрешни работи, кои што согласно членовите 6 и 7 од Законот за јавни набавки не ги објавуваат на својата страна плановите за јавни набавки во еден дел. И исто така, двете министерства нема да ги објават правилникот за внатрешната организација, правилникот за систематизацијата на работните места и списокот на вработените од разбирливи безбедносни причини. Отвореноста на институциите представува клучен услов за демократијата. На овој начин на граѓаните им се овозможува да добиваат информации кои се неопходни за еднакво учество во политичкиот живот, учество при донесувањето на одлуките и барање на одговорност од институциите. Исто така, ќе овозможи на сите заинтересирани страни, вклучително и на вас, медиумите, непречено да можете да вршите реална и навремена анализа на работата на институциите. Обврската за објава на листата на документи на веб страните на министерствата подразбира нормално и нивно редовно ажурирање. Дополнително, на овој начин ќе се обезбеди и многу полесен пристап за сите граѓани до административните услуги. Благодарам, но ако имате прашање, повелете. Ако не ги објават во тек на 15 дена, дали ќе има санкции врз министерствата или? Нормално, и ова е само да најавам прва фаза. Значи, ова се сет на документи кои што сега ги обврзавме министерствата и да ја следиме нивната реакција, а подоцна ќе се пренеси на останатите органи на управата, со оглед на тоа што правиме се уште детални анализи за евентуални сензитивни информации и податоци кои што може да се однесуваат за одредени институции. Меѓутоа, најавувам дека многу брзо, во следните недели, ова ќе се прошири на сите органи на управата. Едно прашање надвор од темата, во врска со систематизирање на администрација. Докаде е процедурата и
во врска со дисциплинската процедура што требаше некои администратори да ги вратат парите кои земале плата, а седнаат дома. Во однос на измените на Законот за административни службеници, сега ќе информирам за неколку работи, тој се завршија консултациите на ЕНЕР и веќе на следната седница на влада ќе се најде како предлог за измени на Законот за административни службеници за седница на влада. Потоа ќе оди во собраниска процедура, динамиката не зависи од нас, во зависност од случувањата во собранието. Во однос на овие другите постапки кои што ги споменавте, се разбира за постапки кои што си ги водат секоја институција посебно, во зависност од видот на прекршокот и она што е направено од страна на соодветниот вработен. Така да овие постапки си ги води секоја институција посебно, ние можеме многу брзо да излеземе со некој можеби збирен резултат да ви информираме за што е направено до сега. Ако нема други прашања, ви благодарам.